Во државното средно училиште со ресурсен центар Партенија Зографски се уште е ново искуството поврзано со сензорната соба. Но тие 60 на квадрати, опремени со реквизити специјално наменети за лица со оштетен слух, се е најомиленото место во училиштето. Важен дел од нашата заложба како училиште за ученици со посебни образовни потреби, а со цел пружање целосен и квалитетен развој на секој ученик, е опремувањето на една сензорна соба во него. Работењето со оваа сензорна соба започна во почетокот на учебната година и искуствата покажуваат дека оваа соба навистина е вистински погодок со однос на карактеристиките кои што учениците во училиштето ги имаат. Оваа сензорна соба е внимателно уреден простор наменет за поддршка на сензорниот, емоционалниот и когнитивниот развој на учениците. Собата представува една навистина безбедна и пријатна средина во која учениците ќе можат да се релаксираат, можат да ја подобрат концентрацијата и да ги развиваат своите сетилни способности. Просторот во собата ни е опремен со светлосни елементи, тактилни материјали, мека опрема за седење и релаксација, како и интерактивни содржини кои ги поттикнуваат видот, слухот, допирот и движењето кај учениците. Сензорната соба има значајна улога во создавање на една инклузивна образовна средина, обезбедувајќи дополнителна поддршка за учениците на кои им е потребна помош во регулирање на нивното внимание, на емоциите или пак на нивното однесување. Сензорната соба е тесно поврзана со наставниот процес, иако не се користи за директно предавање. Незината најголема улога е да го подготви ученикот за учење. Кај учениците со оштетен слух, кои најмногу се потпираат на визуелните информации, често доаѓа до замор, намалена концентрација или преоптовареност. Преку сензорната соба тие добиваат можност да се смират, да ја подобрат концентрацијата и полесно да се вклучат во наставата. Со тоа, наставниот процес станува поефикасен, бидејќи ученикот е повеќе фокусиран, посмирен и подготвен за работа. Сензорната соба не ја заменува наставата, туку ја надополнува и ја прави поуспешна. Затоа можеме да кажеме дека таа е важна алатка која создава подобри услови за учење и развој на секој ученик. Се наоѓаме во сензорната соба на училиштето Партенија Зографски и сега Бранка ќе ни каже какви реквизити поспецифични има во оваа сензорна соба. Што е ова, например? Вака, јас би започнала, овде имаме разни масажери за учениците. Имаме, спреј сензорен кој ги активира сите 4 сетила, допир, слух, мирис и вид, кои учениците наши многу го обожаваат. Сега би продолжила наваму, ние располагаме со 2 масажери за учениците, тешко кебе, кога би биле, например, вознемирени во текот на часот, исто и оваа топка, која исто така многу ја сакаат. Овој уред се нарекува Voice Toys уред. Тој е систем за говорна терапија и сензомоторна стимулација. Целта на Voice Toys е да се поддржи развојот на аудитивна и визуелна перцепција и има повеќе, тој се приклучува на апликација и учениците имаат избор да прават повеќе активности на тој уред. Овде имаме сензорни елементи кои што се поврзуваат со Bluetooth, можат да пуштат музика и, например, вибрациите, така се менуваат во контекст на музиката. Ова е сензорна стимулација на река, понатаму имаме ароматерапија, каде што учениците го бираат својот мирис и седнуваат на виброакустичната фотелја и го доловуваат и ароматерапијата и виброакустичната фотелја. Ова е специфично за оваа сензорна соба, бидејќи само кај нас има ваков вид на виброакустична фотелја, која е наменета за глувите ученици. Таа е поврзана да тие вибрациите им омозвожуваат да го почувствуваат ритамот и интензитетот на музиката. Тие можат мелодијата, песната да доживеат преку оваа виброакустична фотелја. Ритамот, вибрациите и тие веќе ја знаат песната. Која песна е? Ја погодуваат. Колку се среќни од 1 до 10?
10. Во Партенија Зографски настава посетуваат 48 ученици во 3-годишен или 4-годишен образовен процес.